така наречена хибридна војна која што ни се води и во делот на хибридните закани. Ова е се резултат на хибридна војна. Барањето вина кај сите други освен кај самите себе е пораз за македонскиот безбедносен систем. Државава со месеци не успева да се снајде со проблемот, лажни дојави за бомби, а хибридната војна стана виновна за упадот во системот на Фондот за здравство. Најчесто вината се бара кај Русија, држава која стана и виновна за влошените односи со Бугарија. Според познавачите, тоа е најлесниот пат за да се покрие сопствениот неуспех. За поранишниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски тоа е недозволиво, бидејќи очигледно властите немаат никаков доказ за тие тврдења. Јас сум многу голем противник на тоа да некого го обвинувате, а да немате никаков доказ за обвинувањето. Ние не можеме 4 месеци да се повикуваме дека Русија е виновна за се, а да немаме ни еден конкретен доказ. И те како има одговорност во Министерството за внатрешни работи, во Агенцијата за разузнавање, во Агенцијата за национална безбедност, па и во сите овие кои што се најповикани со закон задолжени да спроведуваат истраги со цел да се утврдат сите овие состојби. Факт е дека тие органи 4-5 месеци затаија целосно. Според Ѓурчевски постојат начини како да се најде виновникот, доколку на вистина станува збор за Русија. Еден од тие начини се парите, за кои безбедносните структури мора да знаат дека влегле во државава. Финансовата полиција е овластена, значи секоја трансакција над 15.000 евра, која што влегуваат во банкарскиот систем на Република Македонија, значи таа добива дневно информирање од банките дека таква и таква трансакција е извршена и они си отпочнуваат своите оперативни проверки, нели, да видат која банка од каде е, ако станува збор за кеш, за внесување на кеш во Република Македонија, тогаш де факто ни затаиле полициско-царинските органи на границите, каде што нели секое внесување на готовина поголема од 10. Сепак Ѓурчевски е наставот дека македонските власти ќе продолжат вината да бараат во наводна хибридна војна зад која стои Русија, а одговорност неподразно нема да поднесе никој наш функционер, иако јасно е дека проблемите се кај нас самите.